Само сакам кратко, бидејќи професорката споменува не била извршена наредба или не били извршени действија. Или не биле дадени наредби, кои што требало да се дадат. Наредби. Ве молам да не ги грешиме термините и действијата на секој од овие учесници, како и овластувањата на истите. Горан Ѓошевски е конкретно, односно бил, бидејќи сега во моментов не е, началник на личното обезбедување на председателот на собранието. Може ли еве да го прочитаме делото од обвинението? Може ли делото од обвинението во кој што се спомнува вашиот клиент? Ајде, прочитете Вака вели, го. обвинетиот Сашо Василевски, пратеник кој што имавме можност да го видиме како се обидува на снимките да ги тргне заштитните греди за да се отворат вратите на собранието, се обидел да ја отвори вратата, но затоа што била заклучена не можел да ја отвори. А за цело време обвинетите Горан Ѓошевски леви, Оливер Поповски, началник на превентивно обезбедување во оддел за заштита на определени личности и објекти, и обвинетиот Абдулфета Алими, виш оперативен работник, внатрешно обезбедување на главен влез на собрание, не само што не ги спречиле во отворањето на предните влезни врати, туку обвинетиот Алими и му ги дал клучевите од влезната врата на обвинетиот Горан Ѓошевски леви, за кое време обвинетите Крсто Муковски и Сашо Василевски ќе извадиле металните заштитни огради од левата и десната влезна врата за да овозможат влез на собраните граѓани и на претходно формираната група на лица со фантомки да влезат во собранието, при што обвинетите Горан Ѓошевски леви, Оливер Поповски и Абдулфета Алими ги насочиле кон просториите на собранието, пленарна сала и сала 3 прес сала. Ке ве замолам тука, бидејќи тоа е тој дел. Тоа во конкретниот случај е теорија на случај на обвинителството. Значи, како што обвинителството има теорија на случај, така има и одбраната. Јас ве уверувам и ви тврдам. Затоа и напоменав која била работната позиција, еве конкретно ако зборуваме за Горан Ѓошевски. Личното обезбедување на председателот на собранието на Република Македонија, дозволете, не потпаѓа под оние други сектори кои што треба да му дадат не знам какви наредби. Согласно Законот за собрание на Република Македонија, личното обезбедување на председателот на собранието не сме да превземе апсолутно никакви мерки, ниту действија, не сме народски кажано да допре пратеник. Освен ако нема наредба за нешто од председателот. Ама не да им помага во тоа што го прават. Меѓутоа вие велите дека помага. Ама го гледавме на снимките. Не, ви се молам, не е така. Значи снимките се пуштени само оној дел кој што веројатно одговарал да биде пуштен. Ке дојдеме значи до тоа, ние се уште се интегрално презентирани. Зборувам по телевизиите и по медиумите одеа дел од снимките. Јас како одбраник, како бранител, не велам јас на тоа, ве молам, немојте со тоа. Не, тоа не. Значи, кажувам дека како одбрана сме гледале снимки. Меѓутоа, велам, вие гледате еден дел од снимките, ме разбирате една секвенца, додека јас како бранител ги имам погледнато во еден временски период, траење, што се случувало и како, но тоа да го оставиме за понатака, за да се докажуваме во постапката. Само сакам да укажам на тоа дека имаме Закон за собрание на Република Македонија и постои правилник за внатрешниот ред во собранието на Република Македонија. И согласно овие документи, овие лица, конкретно зборувам личното обезбедување, не сме да превземе апсолутно никакви мерки. Ама сигурно и не и обратни действија. Меѓутоа не е тоа докажано, тоа треба да се докаже. Да, се согласувам. Секако дека треба да се докаже. Согласувам, да. Немојте да сум сигурна дека значи во описот на работата на лицето, значи кој што работи во обезбедувањето во собранието, не спаѓа и вакви действија како што се објаснети во обвинението. Без разлика, па ете ги читаше Васко, нели? Е сега тоа ако тој не сме мојот клиент, значи не смееме ние по секоја цена, мислам прво не е правно дозволено по секоја цена да веднаш се поклони верба на обвинението. Чекајте, ние сме сега во една фаза, без оглед, ова е сега по широката јавност ги гледа овие работи, меѓутоа стручната јавност знае за што зборувам. Значи ова обвинение ќе подлежи на оценка. Што правиме ако не биде одобрено? Или по повод... Или не биде заситен.